you, won't you tell me your name? Hello. Тука сум со колегата Тони Гуцев и нешто ќе ви кажеме за возовите, бидејќи јас знам, а тој знае помалку помп. Ќе оставам тој да зборува. Вие работите тука, така? Се наоѓаме на железничката станица Градско. Германците кои си оделе и ја срушиле и толку. Сега е направено нешто ново, друго. И не е тоа како што било порано. Дали у Градско, дали у Велес, дали у Скопје, Трубарево, Табановци, ги гели на цела пруга на мржа, сегде е исто. Само да опуштиме вовчето и Опуштаме вовчето. Се наоѓам во општината Градско, тоа се наоѓа на некои 20 на километри од Велес. Една убава општина која во минатото, во историјата била позната како една сообраќајна, една трговска крстосница, тука минувал автопатот. И токму поради тоа ова место било многу развиено, многу богато, дури побогато и поразвиено и од самиот Велес. Во последно време Градско не е тоа што беше. Зошто е тоа така и дали има начини таа негова слава од минато да се врати, ќе видиме, ќе зборуваме со градоначалникот на Градско господин Гligor Коцев. Општина Градско е една од помалите општини, рурална општина во нашата република, број околу 4000 жители, инаку се наоѓа во Централна Македонија. Почнавме да ги решаваме проблемите со реконструкцијата на основните училишта, со изградбата на улиците, со изградба на локални патишта кон населените места, бидејќи едноставно се обидуваме на граѓаните од останатите населени места да им овозможиме полесен и побрз пристап до општинскиот центар, а со самото тоа и излез на регионалниот пат, поранешен магистрален пат. Реализиравме неколку капитални инвестиции. Минатата година изградба на резервоар во населбата Градско, оваа година изградба на локален пат, капитална инвестиција Градско село Долно Чичево во висина некаде на 18 милиона денари.